рече дека си фајтер, меѓутоа имаш и други особини. Кои се твоите 3 најсилни особини? Прочитав нешто овде, меѓутоа да не го кажувам јас тоа, ти. Врзано со анализа, аналитичар, фајтерство, со напади брзи, или чекаш шанса па да тргнеш во оној решавачки напад, така тоа да ни го објасниш. Тоа беа познати карактерни особини, јас се шегував и татко ми да седне од другата страна на таблата, нема реми. Играме, значи шахот го сваќа, впрочем и животот, тоа е една вечна борба. Човек континуирано мора да се докажува. Нормално има и друг тип на шахисти кои што тежат да не изгубат партија. За мене многу подобро беше да добијам 5-6 партии и да изгубам 2-3, отколку да ги ремизирам сите и 1 или 2 да добијам. Така да таа особина веројатно е можеби вродена, развиена со тек на време. Другата е аналитичност. Ако не можам да бидам подготвен за турнир или за проект или за работа, тогаш дополнителни напори окей, а ако не можам, тогаш не мора да настапувам на турнирот. Тоа беше и главната причина што прекинав со кариерата 95-та година. Ако не можам да настапувам барем до некаде спремен, што не бе во состојба, а тоа се покажа и на шампионатот 95-та година, беше интересно и таа случка беше интересна. 5 кола пред крај, имам 10 од 11. Пардон, 9 од 10 поени и остануваат уште 5 кола. До крај на вториот му бегам некои 2 поени. Се прашував што понатаму, дали да го бркам апсолутниот рекорд на Македонија, кој што беше 12,5 од 15, или нормално со мирна игра да ја освојам шампионската титула. Истовремено на слободниот ден, значи 5 кола пред крајот, се одржуваше и собрание на Школската федерација, а ја бев генерален секретар на Школската федерација на Македонија. Активности еден куп и со организацијата, што, како, таму беше и председателот Јордан Арсов. Ова говориме за која година? 95-та година. Да. Се одлучив да го бркам тој апсолутен рекорд. Тоа значеше да играм и пронатам нормално фајтерски, но заморот, бидејќи работев, не бев спремен доволно нити физички, желбата преголема си го направи своето, така што од последни 5 партии ја добив 1,5 поен и завршив на второ место, дел во второ-трето место. Океј, си реков себе си, океј, тоа е тоа. Копачките во наводници редно е да ги закачам на на клин и доволно е, ако треба во другиот дел и ако можам да помогнам, океј, ако не, тоа е тоа. Ќе дојдеме и до тој период кај што многу помогна и за македонската репрезентација и за Алкалоид. Сега пак ќе се вратам, ме интересира она време кога стана прв пат сениорски шампион на Македонија, 1985 година, тогаш беше член на Партизан, меѓутоа дојде, играше на поединечното првенство на Македонија и 91-та. Како изгледаат тие шампионати? Тогаш уште беше Софревски, така еден од најелитните шахисти, тој дури 16 пати триумфираше на првенствата на Македонија. Ниче мислам дека не учествуваше така редовно на шампионатите на Македонија. И како изгледаше тој период, значи 85-та, 91-та, или пак по-конкретно како изгледаше првенството во кое што прв пат ја освои титулата сениорски првак на Македонија? Тоа беше во Струга Хотел Дрим и тоа беше непланирано некако, бидејќи не требаше да играм на турнирот. Имав обврски и со факултетот, а во тој момент, значи неколку недели пред тоа почина мојот вујко, брат на мајка ми, и ја реков нема да играм на турнирот, не сум спремен едноставно во таа ситуација, нема да играм. Но разговарав со вујна ми, моите од фамилијата ти рекоа не, океј, ти мора да играш. Отидов едноставно во таа ситуација кога бев мошне близок со него, изненадно, значи почина и едноставно играв непланирано, немав некаква голема желба нити амбиција, нормално бев во тие години и веројатно еден од најсилните и период најсилен во Македонија, но сепак тргна турнирот, дојде до последно коло, немав нити, океј, гледав како е, но последно коло мојата партија заврши, уште се играше, не се знаеше како ќе биде редоследот на првите места, излегов во салата, малку да прошетам во градот, така да се врати после некој време, се испостави дека
окей, сум победил, немаше некакви, како да кажам, да, окей, фино беше, но немаше некакви големи нити амбиции, значи едноставно тоа дојде некако природно, ајде да кажам. 91 година, веќе втората титула, исто беше голема борба, нормално да се добие таква титула ако се овие најискусните наши тогаш играчи, софрески, ничевски учесници, тоа беше нешто, или имаше турнири каде што да се игра со нив за нас како јуниори или малку покасно, нешто 20 и неколку години беше, сепак чувство дека може да научиш, нивното искуство да го искористиш, не завршува тие партии брзо. Завршува мощне поголема борба. Интересна ситуација на едно првенство на Македонија во Струга, повторно во Хотел Дрим. Играме со Ристо Ничевски и партијата траеше мощне долго. Напорна, долга и така натаму. Заврши како што заврши, а пошто со Ристо бевме пријатели, ми се налути после партијата. Се заврши после неколку кола, играм против Софрески. Партијата траеше исто едно 7-8 сати, се измачи, биејќи нормално и постари години и така натаму, и заврши со реми. Доаѓа после тоа Ристо ми вика, ја не сум знаел, вика, ти против дајцата си знапнал, оди да ти честитам. Не било само против мене, вика, Рики, ја... Значи играм. Да, играме, така да немаше овакво. Едно е другарството, пријателство, а друго е... Значи тоа беа во тогашни рамки на Македонија. Нормално резултати имаш и во југословенски рамки. Интересна ситуација. Во тогашна Југославија имаше познати беа оние работни акции. Се организирани цела Југославија. Учествував некаде 1976 година, Козјанско во Словенија, и сите тие се собираа на спортски надпревар на едно место во Тјентиште. Значи фудбал, ракомет, кошарка, одбојка, шах. Како на Олимпијада. Како на Олимпијада, мини Олимпијада, таа траеше пар денови, отидовме таму со екипа, мощно интересно беше, се играше на 3 табли, 2 машки и една женска. Дојдовме како некакви аутсайдери, биејќи имаше познати имиња. На крајот, после 10 кола, заврши така што ја ги имав сите партии добиено, но на трета табла нашата девојка сите ги изгуби, а на втора имавме победа, реми, а бидејќи прва табла одлучуваше, при нерешен резултат, го освоивме првото место. Слична ситуација беше и на 2 универзијади. Значи, сите универзитети од бивша Југославија, тогаш. Да, учествува, имаше во сите спортови. Во сите спортови. Шаховската го представуваше Универзитетот Кирил и Методи од Скопје. Во 2 наврати бевме најдобри во Југославија. Значи, едниот пат беше во Охрид, вториот пат беше во Пула. Така што и таа екипа, например, во Пула, во екипата беа Роландо Котиров, Љубиша Андоновски, Владко Петковски, Иван Кочовски и Бранко Пауновски. Значи, тоа се повторно познати имиња од шаховската, дали како организатор или како шахист. Јас спомна Пула и сега ме враќаш во сеќавањата, таму се одржуваше често и Купот на Југославија. Дали ти имаш учествувано со екипата на Партизан или Алкалоид на тој куп на Југославија и дали имаш освоено титула? А исто така ме интересира дали можеш да се сетиш колку екипни титули во Македонија имаш освоено и куп титули со Алкалоид. На купот имаме учествувано, но не беше во главната група. Главната беше најсилните неколку екипи во тогашна Југославија. Тогаш 6 екипи мисля че или учествуваа во тоа, да. Тешко беше од Македонија да се направи екипа која што ќе биде конкурентна на сите табли, така што игравме во Б или Б најчесто, или С група. Тој беше куп на кој што игра многу, значи имаше и отворен, и затворен, екипен, значи игра и илјадници од цел свет шахисти во тогашна Пула, тогашна. Тоа беше празник на шахот тогаш кога ќе се соберевте на тој куп. Така е, таму имаше многу и тоа беа исто незаборавни шаховски турнири, дружења, така што во однос на купот, во однос на титулите со Алкалоид многу се. Во последните 25 лиги Алкалоид освоил 19 шампионски титули, од кои што последните 4 години имаме 100% резултат. Во однос на куповите кои што понередовно
од 2000 година наваму се одржуваат. Значи од 91 до 2002 година 4 пати не бевме прваци, а после тоа во тие купови што се организира само 2 пати не бевме прваци како Алкалоид на купот на Македонија. Во однос скала повисоко на купот на европски шампиони, Алкалоид учествува, да не кажам скоро од почетокот, од распаѓањето на поранешна Југославија. Првите надпревари до 1999 година беа полуфинале, значи квалификации и една финална група. А веќе од 2000 година до денес се организира отворен турнир на кој што имаат право на учество најдобрите од европските држави, најдобро пласираните првата, втората екипа на државата. Значи, најсилно, не само европско, тоа е неофицијално и светско екипно надпреварување. Од 2000 година до 2009 година Алкалоид настапуваше на сите 10 екипни европски клубски купови. При тоа пласирачи се 5 пати на делба на 6 до 10 место. Да, значи се чекаше овој момент што го доживеавме конечно, на тој момент ќе се вратиме. Сега да ни кажеш нешто повеќе по таа 1995 каде што доаѓа крајот на твојата активна играчка шаховска кариера, каде се наоѓа Никола Димовски во македонскиот шах, на која позиција, на кои функции, каде е твојата главна роља, би рекол, тогаш, во тие години, бидејќи тешко можеш да се одделиш од шахот. А некако и самата работа те тераше во таа фирма, каде што функционира и работи најквалитетниот шаховски клуб, па не можеше да побегнеш. Тука си. И уште едно, ти си стручњак за информатика. Пред да поминеме за ова што те прашав, кажи ми дали информатиката има нешто вака што би можела да помогне во развојот на шахистот за разработка на некои варијанти, некои нови сознанија и така. Во двата смера може да помогне. Значи, шахот страшно помага да се развие логиката, математиката, информатиката кај детето и кај човекот. И обратно, информатиката помага математиката и информатиката за шахот. Ја имав таа среќа или несреќа, среќа веројатно, да тие двете работи да бидат во една. Како интересно може да се спомене, порано кога одевме на турнири, вообичаено одевме со две торби. Една мала и голем ранец или голема торба. Малата беше за лични работи, значи ако се оди 1, 2, 3 турнира последователно, значи на оние облека и така натаму, а додека големата беше за книги. Значи на еден турнир мора подготовката да оди. Со појавата на компјутерите, развојот на шаховски програми, шаховски бази, значи шаховските бази денес имаат 30, 40, 50 милиони партии. Имаме шаховски програми кои што помагаат на играчите за спремање, за анализа и пред и после партија. Значи тешката торба веќе отиде на страна. Отпадна. Ја не бев во таа ситуација да можам би и лаптопи тогаш уште не беа кога ја завршив кариерата на тоа ниво. Се уште одевме со книги, но денес професионален па и аматер шахист без компјутер, компјутерска програма, компјутерска база не може да се замисли. Значи подготовката е единствено, исклучиво преку компјутер. Значи се земаат партиите од противникот, се филтрира базата, се бараат партии на противникот, па се бара малку подлабоко, окей, ова и анализата почнува за така е. И на тој начин се подготвуваат за подготовката за влез во партијата, би рекол. Така што тоа е тесно поврзано. Шахист без компјутер, компјутерска шаховска база и компјутерски програм не може да се замисли. Значи, ни приближно, не професионалец и аматер сега, нема шанси да се замисли. Значи, аматер кој што не игра професионално, се занимава со шах, а децава кога почнуваат веднаш ги седнувате на компјутер или прво таблата, па во соработка со компјутерот? Може би паралелно, ама компјутерот одма, од почеток се стартува, бидејќи без тоа е алатка, како да кажам, ако фудбалер почнете без топка,
Значи компјутерот сега Само за шахот трча, па ќе оди во атлетика. Така е, ќе оди атлетика. Не дека е полоша атлетиката, но фудбалот си бара или не знам, ракомет или кошарка, така што. Добро, сега одиме на тебе, на твоите активности по таа 95-та година. Се постави прашањето што понатаму, бидејќи и пред таа 95-та година бев активен во организацијски оддел и бев член на управен одбор на Шаховската федерација при Македонија, и бев генерален секретар и директор на репрезентација. Се постави прашањето што, како понатаму, окей, може да се продолжи или не. Опција беше и да прекинам, бидејќи времето, обврските работни, фамилијата не дозволуваше. Значи со годишен одмор од неколку недели, регуларен, нормален, да се настапува на турнири, многу тешко. Или подготовки, а ако моето мото и резон беше, ако не сум подготвен, што барам да одам тогаш? Да бидам декор или да едноставно да не пружам 100% од себе, не, тоа не е мој начин. Не е мој начин. Така да, окей, од Алкалоид нормално дојдоа сигналите, треба да се помогне на федерацијата, окей. Значи во 2 мандати после тоа, после првиот сакав да се откажам, но окей, стигна уште еден налог, окей, треба да се помогне на федерацијата, ајде уште 4 години и некаде 99-та година, значи го истерав и вториот мандат, иако и пред тоа бев активен, зборувам, и реков окей, сега доволно е за федерацијата, бев член значи на комисијата за компјутери и шах на Светската шаховска федерација, учествував на пар конгреси на Светската како посматрач и учесник во комисии Шаховска федерација, кои што обично се одржуваа за време на олимпијадите. Но 99-та година, окей, доволно е помошта, сега едино може да дојде предвид помошта во клубот, бијејќи сепак и време и ресурси, да споменам дека се е тоа на една основа која што не е професионална, апсолутно не доаѓа предвид нити платена, значи на една волонтерска, да се помогне, да се вложи енергија, да се одвои собствено време, собствени средства и на федерацијата и на играчите, бидејќи сите сме биле помалку или повеќе во таква ситуација. По самостојувањето на нашата држава, нели, формиравме наша репрезентација, шаховската репрезентација на Македонија, ми се чини учествуваше за прв пат самостојно вака на една олимпијада во Москва. Па каде се наоѓаше ти тогаш во тие први учества наши на олимпијадите? Тоа беше интересна ситуација, бидејќи Македонија доби шанса, како и во другите спортови, да настапи на меѓународните европски, светски и олимпијада. И тоа беше доживување настан. Ја во тој момент бев генерален секретар и организацијски, се уште активен играч. Екипата настапи во Москва на првата олимпијада, на која што Македонија настапи, беше мощна и интересна, значи тоа е нешто што сепак треба да се учествува, да се доживее сеено во било која Селектор форма. беше Софревски. Селектор беше Софревски, екипата беше стандардна 4+2 играчи. Нормално со екипата беа и тогашниот председател Јордан Арсов, тогашниот технички секретар кој што ја организираше работата во федерацијата Лазо Јанчев. Така што организацијски бевме покриени, тоа беше нормално за Македонија мал чекор, на изглед вака, а за шахот беше огромен чекор. Прв пат на олимпијада. Нормално после тоа следува европски, светски, други олимпијади, екипни настапи. Шахистите имаат медали и од европски и од олимпијади. И од европски клубски купови. Така што шахот во секој случај има голем печат, голема трага оставено во спортот во Македонија. Забораваме се 1972 олимпијадата овде во Скопје. Да, па бевме организатори. И тоа за прв пат тогаш се соединија на исто место машката и женската олимпијада. Поединечниот шампионат. Годините претходно се одржува во различни места. До тогаш олимпијадата важеше за најдобро организирана до тогаш олимпијада во светот. За таа олимпијада беше изграден хотел Континентал и олимпиското село горе. И олимпиското село. За жал, сега Шаховската федерација е во таква ситуација да Скопје нема централен шаховски дом. Имаше шаховски дом, што стана со него?
Да, имаше шаховски дом, бидејќи и во шахот имаше и организатори, и председатели кои што вообичаено беа познати, признати имиња не само во шахот, него генерално во Македонија. Тој дом, за жал, се наоѓаше во градскиот трговски центар. Остана отворени недовршени прашања, остана некакви долгови, се влечат тие, така да веројатно треба да се превземе одреден чек од државата да го сето тоа, како да кажам, расчисти, среди и да се подвлече црта, бидејќи шахот навистина има многу допринесено. Шахистите, медали, резултати и така натаму, така да штета е да не се искористат. Ако поминат уште години, прашање е дали ќе имаме и луѓе, шахисти кои што можат своето знаење да го пренесат. Шаховските домови беа некако собиралиште, некако не само шаховски, го чувствува како свој дом, како втор дом. Јас се сеќавам уште на времето кога беше на улица Гоце Делчев, шаховскиот дом. Јас како дете сум доаѓал тука, се сеќавам и на тие прозорците, па однадвор гледавме кои луѓе, што луѓе се, како игра, што игра. Сакам да кажам дека сврталиште мора да има и тоа некако придонесува да се развие љубовта кон шахот. Постојаното дружење, па размена на мислења, па партии, па анализи. Мора да има, не може на улица да се сретнете и ај сега и оној одигра така или вака. Тоа мора државата да го среди некако од аспект, велам, на шахот, односно шаховските домови, да ги имаме. Па јас секогаш сум застапувал такво мислење и во организациониот дел, кога сме разговарали, кога сме дебатирале како што спортот генерално во Македонија и шахот во тој дел, сум застапувал мислење дека секоја држава треба да одбери спортови во кои што има некакви шанси. Спортови за кои што има и предиспозиции, физички, територијално, знаење, бекграунд, кои што треба да ги форсира. Ако сега тоа е ракометот, или ако била кошарката, или ако бил фудбалот, атлетиката и така натаму. Сега имаме перијаница ракометот. Зошто ние да инвестираме на памет, зборувам, во скијање на вода, или не знам, бейсбол, или хокеј, или не подценувачки. Ние овде немаме такви предуслови. Немаме луѓе, немаме историјат наназад, нема кој да го пренеси тоа. Во што можеме? Таму кај што имаме резултати, кај што имаме организатори, кај што имаме тренери, кај што можеме тоа да го пренесеме. Шахот е еден од тие спортови кои што исто така не бара големи инвестиции, а резултати има. Не може Македонија да се бори со светските велесили да измислуваме ново Аполо или сателити и така натаму. Каде можеме шансата да ја бараме? Ние да инвестираме таму, не можеме, тоа кошта премногу. Немаме нити знаење претходно, нити организатори, нити тренери. Треба во оние спортови кај што се наоѓаме. Сега би сакал, ако може да интерпретираш дел од твоето излагање на онаа свеченост, кога се вративте од Нови Сад, што го кажа за алкалоид, размислувањата како ви беа и како се градеше екипата да стигне до европскиот врв, бидејќи ти си во клубот една од главните алки во тој Синџир и убаво кажа дека клубот имаше амбиции, но да се остварат тие амбиции треба стручно, студиозно да се работи и го опиша тој момент како вие сте почнале да размислувате да го градите алкалоид и да го издигнете до тоа ниво, до тој степен до каде што дојде. Интересна е приказната историјска, ако се гледа. А ти си селектор, да, практично, на екипата, па ги избираш играчите, а имаше играчи 2-2-2 и двајца наши, така рече. Историски, најпрво, алкалоид беше фабрички, како што споменав, клуб. Амбициите беа да се формира едноставно за забава. После неколку години, значи тие планови одеа во некакви долгорочни делови, слайсови. Дали 3 или 5 години. Амбициите после тоа се зголемија, дали можеме да се пласираме во Македонската прва лига. Во ред го направи клубот тоа. Дали може да се освои шампионската титула? Во рок од неколку години, окей, се освои. Дали може куп? Се освои. Следна цел, втора лига и пласман во прва лига. Зацртавме план, као што спомнав, со распаѓањето на Југославија тоа пропадна, бијќи како втори завршивме. Да, готови бевте веќе за прва лига. Следна цел, куп на европски шампиони. Прва цел беше да учествуваме, да видиме што е тоа.
не можеме да си ги измериме силите. Нормално, првите години, првите 10 години, целта беше без појачување странски или со едно, а и регулативата во Македонија беше максимум 2 странци. Значи, целта беше со наши играчи до каде можеме да стигнеме. Некаде до 99 година, бидејќи беа полуфинални, прво борби, во финалето не се квалификувавме. Веќе од 2000 година во отворена секција, каде што учествуваат 40, 50 до 64 некаде најмногу екипи на еден европски клубски куп. Оваа 2016 година учествува 62 екипи. Само во Грција имаше 64 екипи во Калитеа, повеќе. Да. Од 2016 година. Значи, целите се зголемуваа. Може би тоа има влијание и алкалоид, бидејќи алкалоид секогаш тежи, повисоко, побрзо, подобро да се направи и тогашниот генерален директор полека ги подигнуваше летвички. Така е мотото. Нормално и актуелниот генерален директор уште повеќе ги зголеми тие летвички, така што ако целта прво беше учество на куп на европски шампиони, потоа целта беше топ 10. Од 6 до 10 ние 5 пати се пласиравме. После тоа беше пласмен меѓу топ 5, а потоа веќе беше медал. За медал интересно беше, бидејќи 2015 година ние се вративме на сцената. Од 2000 до 2009 година Алкалоид играше на секој куп на европски шампиони, потоа стратегијата клубот ја промени. Зошто? Во Македонија се направи голема празнина помеѓу играчите кои што веќе беа над 40 години и јуниори. Што да се прави? Ако нема друг начин, ако не може да се генерираат нови јуниори, ако не може да се популаризира, штета би било знаењето, тренерското искуство, на овие играчи што се во клубот. Така е. Алкалоид одлучи стратегијата да ја промени и направи 5-годишна стратегија, спонзорираше 6 шаховски школи на нашите најдобри играчи, велемајстори, интернационални мајстори во различни градови од Македонија, ги спонзорираше, организацијата е нивна, да работа со јуниори. Резултат на тоа, стотини јуниори, нормално се отвори уште и неколку други школи, јуниорски кои што работат во Македонија, како Гамбита, Секо, кои што допринесоа повторно шахот. Значи, Алкалоид покренуваш на тие шаховски активности не само тука, во целата држава. Во цела Македонија. И сега, доаѓа 2015 година, Куп на европски шампиони се одигрува во Скопје, во Македонија. Значи, Македонија е организатор. Океј, што да се прави, која е целта вообичаено кај нас и во проекти, и во бизнисот, и во вклучително и во шахот, бидејќи шахот го носи генетскиот код на Алкалоид. Што правиме? Како значаен проект, управувањето со проектот, наречен медал, го води управувањето генералниот директор. Целта е 5-годишна цел да се освои медал. Минатата година за прв пат делевме пето место, односно 2015 година, а веќе 2016 година остана истата цел. Да се освои медал. Настапот во Нови Сад некако ни даде за право дека можеме, водевме во тек на целиот турнир, да се бориме и за повисоко. Не дека беше тоа едноставно, нити лесно, нити може би надвор некој лаик ќе рече да, окей, ова лесно беше и така натаму. Воопшто, со учество на 62 најсилни во Европа, и тоа е најсилно надпреварено во светот, го освоивме златниот медал. Да бидеш пред русите, унгарците, чесите. Направивме, го остваривме планот пред време 3 години и го надмашивме и во друг аспект, освоивме не бронзен, не сребрен. Што правите сега, не ви е интересно повеќе или не? Ова ќе биде стимул. Па стимул ќе биде, бидејќи Алкалоид секогаш познате по тоа, дека секогаш воспоставува нови цели, се стреми подобро, повисоко. Промоцијата не беше на Алкалоид, промоцијата беше на Македонија, беше мощно и интересно да се слушаат коментарите, медиумите да се пратат, македонци и така натаму. Иако екипата беше составена од повеќе земји, вие спомнавте, значи екипата беше по формула 2-2-2-2, значи имавме двајца руски играчи, двајца кинески играчи, двајца украински играчи и двајца македонски играчи. Недев и Панчевски, така беше? Така е, Недев и Панчевски. Од руските играчи беа Дмитрий Андрейкин и Дмитрий Јаковенко. Од украинците Павло Елјанов и Јури Криворучко, тие се членови на
украинската репрезентација која делеше прво место на последната олимпијада, Да. овогодишна, и двајцата кинески играчи, Динг Лирен, прва кинеска табла, и Јанг Ѓуи, исто член на репрезентација, аки на претходната олимпијада освои златен медал. Значи, тука со изборот на играчите ги надмудривме другите, стигнавме до првото место и го постигнавме најголемиот успех. Па посакувам, еве, овие успеси и натаму да се нижат, да се редат, да не се остане на ова. Сега е и обврската поголема и одговорноста да се брани титулата. Па интересно беше повеќе од коментарите. Па и во Македонија што ги чувме, чекај сега, вие немате од топ 10 играчи во светот. Да, немаме. Ама вие немате светски спонзор. Памет зборам, дали тоа Кока-кола или некоја нафтена компанија или некоја телко компанија. Ние немаме, ние го имаме Алкалоид. Па чекај, вие доаѓате од Македонија, таа нешто позната не е 2 милиони луѓе. Та окей. Па немаме, ова немаме, она имаме европски првак. Така некако дојде. Сепак резултатот, анализата не е од вчера, резултат биејќи алкалоидовиот бренд. На европска сцена е повеќе од деценија присутен, добро познат. Било кој шахист која ќе прашате или ќе го поканете да игра дали на алкалоидов турнир или за алкалоидова екипа, Доаѓа. со двете раце, така да немавме од топ 10, но имавме одлична екипа. За нас тоа беа најдобрите играчи, затоа и ги одбравме. Затоа и вложуваме, се надеваме на нив, така да... Добро, продолжете така. Јас само да одјавам емисијата и да кажам дека овој пат говоревме, односно говореше за својата шаховска кариера нашиот интернационален мајстор Никола Димовски.